Како ќе кажат тие во својата најава, бучно, емотивно и живо. Бендот The Cruel ве канат на концертна свирка утре во Котур, како што и соодветно тоа го најавија на своите социјални медиуми, оние кои што го следат секако нивното творештво, така што утрово со Новица Василевски, претпоставам дека од својот дом, соодветно да ги најавиме секако во овие минути утринска телма, минутите кои што ќе ги имате утре токму со овој наш македонски алтернативен бенд, токму во централното градско подрачје, сосема пред викендот, некате да уживате со една убава, бучна и енергична забава. Новица, добро утро од екипата. Не сме се виделе календарски, па добри можеби 2-3 години од вашето последно гостување на утринска, меѓутоа многу ми е драго што и годината зад нас ја заокруживте со синглот За секогаш, нешто што го работевте секако заедно со Hitmaker, еден одличен продукт за кој што веќе споменеме и утринава, меѓутоа еве по месец и половина веќе имате прилика да оваа 2026 година најавите и каните на една концертна свирка и баш ми е драго дека тоа се случува токму во Скопје и верувам дека ова можеби ќе биде една добра турнеја за оваа 2026. Така е. Здраво Марко, поздрав за сите ваши гледачи. Наставно секогаш ми е мило кога сме дел од вашата програма. Како што кажа, не е прв пат, другаруваме веќе со години и се осеќаме стварно прекрасно со вас. Cruel, да правиме свирка, тоа е нешто што се случува во Котур утре. 26-ти, значи буквално секој еден слободен човек на овој свет е поканет да биде дел од оваа наша представа. Како што кажа, 2026 пред нас, значи година во која стакаме малку поголема видливост. Концерти, свирки, фестивали, значи е нешто на кое што веќе аплицираме сериозно за оваа година. Браво. Иако претходно малку ни манкаше во претходните, создававме нов албум. Тоа е она што го најавуваме преку 2 сингла. Прво беше Кршлив, па после тоа беше Загубен. Како што кажа, Загубен е видеозапис кој што го направивме заедно со Hitmaker. Тоа ни овозможи, и тука се би рекол на голема благодарност за Александар Принц. Hitmaker ни овозможи голема видливост на многу телевизии, на многу радија, значи еден би рекол бенд кој што свири алтернативен рок, пост-панк, значи сепак тоа е еден underground звук, еден underground vibe е нешто многу важно да дојде до видливост. Да, мора да споменам, да го поздравиме Принц за она што ја прави, можеби, нели, Hitmaker како продукција, како платформа. Изминатава година можеме да забележиме покрај вас и бројни артисти, ваши колеги кои што на некој начин или добро котираат и на радиските станици, се со цел некако Hitmaker тоа и го промовира. Се надевам дека тоа беше некако почувајќи од оној мултимедијален центар лабораториум каде што во живо нели публиката имаше прилика да следи во живо настапи на наши артисти. Да го објасниме концептот на Hitmaker, тоа е една платформа во кој што тој заедно, што се вели така, про боно со артистите успева да доведат една поинака атмосфера на македонската музичка сцена и многу ми е драго што со Принц го споделивте и новиот сингл, новиот звук на The Cruel. Знаеш како, нашата соработка со Принц беше многу спонтана. Значи, јас неслучајно разбрав дека Принц го работи тоа што го работи. Про боно така е, значи ги контактиравме, оставивме наши материјали, се најдовме во однос на одредени песни, избравме една, значи локацијски покривеност во смисла на тоа дека она што мене ми се допадна во соработката е што е многу брзо тоа, многу се случува многу брзо, да имам некаква хемија измеѓу, што е многу важно меѓу артистите да се направи нешто многу брзо, многу добро. Значи имам голем респект за тоа што Принц го работи, затоа што не сме само ние, него буквално отвара една цела врата, една цела порта за сите едни артисти од нашата, би рекол, сцена која што може да бидат видени на многу канали телевизиски, како и на многу радија, што е стварно многу важно за бендовите, не? Јасно. Се сеќавам дека во една прилика говоревме за албумот Подобар свет, кога ве прашав дали тоа е надеж, една иронија и дали верувате дека музиката може реално да влие на општеството или повеќе можеби лична терапија. Меѓутоа, дали оваа година со овој нов звук кој што го имате со Hitmaker наговестува можеби ново EP или нов албум на Cruel и нова, можеби, концертна турнеја за годинава, почнувајќи од Котур?
Вака би рекол повеќе ствари, значи Котур е прва наша свирка за оваа година, така е. Веќе имаме договорено 2 нови кои ќе ги представуваме во текот на годината, значи бркаме 5-6 фестивали, се уште немаме цела година покриена како што ние сакаме. Очекуваме да соработуваме дополнително со артисти, веќе тоа го спомнавме во претходното наше излагање дека сакаме соработки на овој албум. Она што го споменуваш ти, подобар свет и така натака, значи наше гледиште е дека луѓе во оваа земја престанале да се бунтуваат. Значи наше чувство е дека као да сме застанале малку, значи у принцип бунтот кон се она што се наоѓа околу нас не притиска, а не е во ред. Се соочуваме со нечист воздух, се соочуваме со прљав град, се соочуваме со 1000 проблеми кои што не се соодветно адресирани. Значи она што ние пробуваме да го направиме преку социјалните мрежи, преку нашиот израз и песни е не само пренесување на болка и него буквално повик сите овие слободни луѓе да се разбудат. Значи да почнат да се бунтуваат, да го најдат тоа во себе. Значи буквално да направиме еден подобар свет. Затоа и тој албум се викаше Подобар свет. Вториот албум, значи сакаме да го наречеме Слобода, затоа што слободата е видлива, таа е позади аголот, нели? И се ги чека сите оние луѓе кои што ќе се осмелат да се посочат натаму, да трнат во тој правец. Така да сакаме да го шириме тој вајб околу нас. Твирката Котур е почеток, одиме понатаму 2026 е пред нас. Значи албумот е пред нас, сакаме промоција на тој албум во оваа година, едноставно се сеќаме некако полни со енергија да ова го расшириме понатаму. Да, јасно, и многу е добро кога ќе се фиксираме, да речеме, за работниот наслов Слобода, една неверојатна карактеристика која што секој од нас треба да ја негува и оттаму да започне таа експанзија, бидејќи не знам кога ќе се спомене потоа како се подпирате можеби на самиот работен наслов, веројатно и самата енергија, течението ќе биде во тој карактер. Инаку споменав утринава пред да ве најавам дека темите секој пат ви се апропо слобода, љубов, отпор и човечност, да работите кои што нели и говорите. Сега прашањето ми е дали можеби Крул бендот ќе оди кон еден малку по, ајде не знам дали соодветно да кажам по-тежок звук или сепак ќе биде порафиниран израз во новите мелодии кои што ќе ги дадете за слушателската публика? Знаеш како, Марко, значи, в принцип, оно што ние го согледуваме е дека Крул се наоѓа на некоја средина, не е нити претежок звук, не е нити комерцијален поп звук, се наоѓа на некоја средина која што е, како би рекол, еден дел кој што не е доволно пополнет, меѓутоа и малку чуден за луѓето. Она што ние го правиме, а постоиме веќе со години и Крул е do it yourself project, нели? Ги согледуваме трендовите и гледаме дека тој звук каде што се наоѓаме или како се одвива трендовите низ светот и што е она што ги допира новите генерации, така да дефинитивно ќе менуваме. Меѓутоа, она што стои позади, тоа е оној израз на слобода, конкретно на човечност, на љубов, на она што во основа сите луѓе се на овој свет, нели? Тоа ќе остане така. Меѓутоа, начинот на кој ние ќе го представиме пред публиката, веројатно ќе се менува, затоа што ние сакаме да ги следиме трендовите. Не би рекол дали тоа би било потешко или посветло, за мене тоа е истиот израз, само во некоја одредена, нели, форма. Поинаква форма, да. Инаку мора да признам дека секој пат овие интимни концерти новица се многу поважни некој пат од големи сцени, иако знам дека ќе ги имате, нели, годинава за што и конкурирате. Меѓутоа, овој интимен концерт навистина ќе биде посебно уживање. Колку панк сцената можеби кај нас е автентична или колку е инспирирана од надвор денеска кога обсервираш, да речеме, и како слушател и како колега? Знаеш како, Котур, ова што го споменуваш за интимна сцена, се слагам, тие свирки за нас се и најдобрите свирки, затоа што поинтимно е, помало е, значи капацитетот е ограничен и тоа ствара една подобра кохезија со луѓето кои што се присутни и ствара некоја ексклузивност. Кога сме кај тоа, значи ние дури ќе свириме некои 4 наши нови песни кои што се уште не објавени и тоа прави некоја интересна и ексклузивна, интимна, како што кажа, атмосфера за луѓето. Доживувањето е различно во однос на голема арена, големи сцени, каде што буквално не го гледаш редот, нели?
Што друго беше прашањето, извини? Вториот дел? Сега не помнам ни јас, меѓутоа, ќе потсетам уште еднаш околу таа суровост во вашиот звук, реакција на реалноста во која што живееме. Препоставам дека тоа е некоја и ваша лична интроспекција која што чувствувате како бенд и олицетворение во реалноста во која живееме. Па препоставам дека можеби самата суровост на звукот на The Cruel е реакција на самата реалност во која што живееме, така? Дефинитивно. Значи, Cruel никогаш не се однесувала на бендот или на членовите од бендот, се однесувала секогаш на светот во кој што живееме, кој што е суров, неверојатно. Како што кажав јас претходно, значи, она што ние го согледуваме во моментот е дека луѓето, значи, конкретно во оваа земја, престанале да се борат за оние работи кои што вредат, за оние работи кои што носат некаква иднина, носат некаков подобар свет. Значи, нашиот израз, значи, е во насока на будење на тоа во нив. Значи, човечност пред се, љубов, слобода и затоа, нели, насловите и на албумите и на песните се движат во таа насока. Јасно. Новица, кога пишувате, повеќе говорите за себе или за сите нас, искрено, кога ги пишувате текстовите? Види, мешавина е, значи, кога се става збор за некакви тажни моменти, иако тие се ретки во Cruel, а има, е некоја лична загуба која што може да се поврзи со загуба да речеме на колективот. Меѓутоа има песни кои што однесуваат на сите нас нормално, затоа што сите сме во иста каша, значи ние не се двоиме, ние сме едни од сите нас кои што го живееме овој наш модерен свет, како би рекол. Така е. Дали денес и покрај таа голема мас продукција, толку многу можеби информации кои што ги дигестираме, процесираме тековно, е сега нели до нас е одлуката што сакаме да внесеме во нашиот систем и што не. Меѓутоа, дали денес верувате дека музиката вистина е реално може да влие на општествената група или самото општество, или повеќе можеби да биде лична терапија? Бака, ќе ти кажам како јас гледам за себе. Значи, јас слушам музика од кога памтам за себе си. Значи, така израснав, тоа е концепт кој што и ден денес го правам. Изборот на бендови е личен секогаш, нели, што е она што стварно те допира длабоко внатре. За мене е терапија. Значи, дефинитивно и терапија која би ја препорачал на секој. Во кратко, така би рекол. Значи, во однос на она што го прашуваш, масовна продукција и така натака, тоа е еден голем бизнис. Ние не сме во таа приказна, барем не се уште. Дали ќе бидеме, тоа е нешто друго, не знам, не верувам, затоа што во основата ние сме слободни луѓе, секогаш се кажуваме дека сме слободни луѓе. Тоа е нешто што врзува договори, доврзува, знаеш, одредени притисоци кои што е веќе посветеност и работа од all in и 100% им, не? Именно, да. Добро што го спомена денеска. Ние имаме таа слобода сте уште да бидеме, знаеш, да го креираме за себе. Да, бидејќи како што велиш, тој голем бизнис од музика некој пат ве става во рамки, па мора да направите некои ваши културни, животни преседани, се со цел да се споите со сензибилитетот на некоја издавачка куќа и така натаму, а тука некако нели бегате од својата слобода, во случајот нели како метафора на The Cruel. Како и да е, ќе потсетиме, бучно, енергично, живо, без маски. Утре ги каниме сите во 21 часот во Котур на една концертна свирка токму со вас, со Cruel. Така е. Благодарам уште еднаш за... Без филтри, фала ти многу, фала ви на времето, фала ви на можноста, че секогаш ми е задоволство да бидам дел од вашата програма. Се надевам дека следен пат ќе можеме да го направиме буквално од проба, нешто што веќе разговаравме еднашка, да ни бидете гости, да направиме едно лайв, би рекол, излагање, не? Да, добро било да се појде во вашата музичка лабораторија каде што вие концертирате и создавате, така што да, добра е идејата вистина да си ја оствариме во следиве месеци кои што ни остануваат.